Во мај годинава 360 степени објави историја за злоупотреба на службени возила на повеќе нивоа на власта. Функционери на централно и на локално ниво, од оние што се нарекуваат власт или опозиција на државно ниво, се развозуваа на политички настани и на митинзи. Се пазаруваше во маркети, се носеа на вулканизер гуми на приватни возила, а во петок по работното време, наместо на паркинг, службени возила одмораа пред приватни куќи. Доколку е веќе еднаш опоменат функционерот, втората мерка е да се извести премиерот дека тој функционер повторно го прекршува етичкиот кодекс за истата работа и тогаш е во рацете на премиерот да одлучи за каква мерка врз основа на кодексот ќе одлучи да го санкционира. Половина година подоцна проверивме дали некој го повтори или го поправи делото. Во април годинава, кога владеачкиот СДСМ од партискиот двор ја најави кампањата рамо до рамо, во него се паркираше половина влада со државни коли. За партиски цели, службениот автомобил го употребија министерката за труд и социјала Јована Тренчевска, владиниот генерален секретар Методија Димовски, вице-премиерите за економски и за европски прашања Фатмир Битиќи и Бојан Маричиќ, како и премиерот Димитар Ковачевски. Во дворот дојдоа и две службени возила на Министерството за правда. Во одговорите на нашите прашања, функционерите се правдаа дека партијата им била попатна станица меѓу две владини активности или на пат за дома, иако користењето службено возило за партиски цели во какви било околности е спротивно на Кодексот за етичко однесување на членовите на владата. Први декември, петок, 7:30 часот. Во седиштето на владеачкиот СДСМ само што не почнал партиски состанок. Меѓу првите со црн Volkswagen дојде вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битиќи. По него влегоа неколку црни државни Шкоди, но завршија на задниот паркинг, па не видовме кој излезе од нив. Пеш дојде министерката за одбрана Славјанка Петровска. Не можевме да забележиме дали дошла пешки од дома или од работа, или пак некој ја оставил на блиската главна улица. Министерката за труд и социјала Јована Тренчевска дојде со службен пасат на владиниот ресор што го води. Додека траеше состанокот, дел од државните возила си заминуваа, додека дел остануваа во дворот на партиското седиште на СДСМ. Кога состанокот заврши, истовремено заминаа Петровска и Битиќи, министерката пеш, а вице-премиерот со истиот пасат со кој дојде. Возачот на оваа државна Шкода цело време го чекал шефот на кабинетот на премиерот Мартин Попов, иако не видовме кога пристигнал тој. Од објектот излезе и Стефан Богоев, директорот на Царинската управа, и се упати кон задниот паркинг од каде замина со службената Шкода на Царина. По настанот ги прашавме владините функционери по електронска пошта, зошто дошле на партискиот состанок со државно возило. Од Царина ни одговорија дека директорот Богоев имал итен службен состанок надвор од Скопје, веднаш по партискиот, па и за двата го искористил службеното возило. Но не кажаа и дали тоа е етички потек. Од кабинетот на вице-премиерот Битиќи ни одговорија дека пасатот не е службено ниту државно возило, но не одговорија чие е. По телефон ни дообјаснија дека Битиќи не користи државно возило за партиски цели. И покрај нашето инсистирање на одговори, за настанот одлучија да молчат министерката за труд Јована Тренчевска и шефот на кабинет на премиерот Мартин Попов. Во претходната сторија регистриравме возила на Министерството за правда на партискиот настан во седиштето на СДСМ. Регистриравме и дека некои од вработените, меѓу кои и државниот секретар Мухамед Точи, со службена кола си доаѓаат на работа. Оттаму ни одговори само Точи, посочувајќи дека не се сеќава на конкретниот ден, а користење службено возило за партиски цели е можно, но само инцидентно. Понеделничко утро. На паркингот за Министерството за правда се паркиравме во 7:30 часот. Според регистарот доставен до антикорупцијската комисија, Министерството за правда има 9 возила, но на терен немаше ниту едно од нив и покрај тоа што службените возила треба да преноќуваат на паркингот на институциите. Единствениот автомобил беше црна Шкода во која веројатно се вози министерот Кренар Лога, кадар на Алијанса за албанците. Тоа возило не е пријавено како сопственост на Министерството за правда. Околу 9:30 часот пристигна едно од службените БМВ-а, но во него беше само возачот. 20 на минути подоцна се паркираше и едно од службените Сандера,
а од него излезе државниот секретар Мухамед Точи. Прашавме зошто во понеделник наутро со службени коли вработени во Министерството доаѓаат на работа. Одговорот сугерира дека возачот дошол на работа пред 7:30 часот. На денот што го посочувате, возачот е дојден со свое возило, а од паркингот на Министерството за правда заминува со службеното возило поради обврска на заменик министерката за правда која треба да присуствува на настан. По оставањето на заменик министерката на настанот, возачот повторно се вратил на паркингот позади зградата на Министерството за правда, што е забележано и од ваша страна. Зошто државниот секретар Точи дојде на работа со Сандерото, немаше толку детален одговор. Објаснувањето беше, тој го користи за службени потреби. По овие одговори, побаравме од правда да ни ги достави налозите за службено патување за возилото БМВ и одговори на кој настан присуствувала заменик министерката тоа утро и за кои и какви точно службени потреби државниот секретар го користел Сандерото. Бараните одговори и докази не ги добивме. Во април годинава регистриравме и како се користи еден од службените автомобили на општина Ѓорче Петров. Со општинското Ауди, градоначалникот го земаа и враќаа дома, иако живее на неколку минути од општината. Се носеа на вулканизер гуми на приватни возила, а во петок, по истекот на работното време, не беше вратено на општинскиот паркинг, туку пред приватна куќа. Од општината негираа злоупотреба на службеното возило, а градоначалникот Александар Стојковски во друга сторија објавена на 360 степени имаше своје објаснување. Службено возило може да ме земало во тек на извршување на моите работни обврски. Не сум го користел. А живеевте релативно близко до општината? Па видете вака, не ме сликале, на пример кога сум одел пешки, каде што најчесто сум одел во општината Ѓорче Петров и претпоставам дека подолго време сум бил следен, затоа што тоа возило го користам исклучително ретко. Тогаш употребата на службени возила во Ѓорче Петров ја следевме само 2 дена. Така беше и сега. Првиот ден на 7 ноември годинава не забележавме ништо специфично. Со службените возила се вршеа службени обврски, а до 16 часот беа враќани на општинскиот паркинг. Додека снимавме, вработени во општината ни пратија полиција, но полицајците не видоа ништо спорно во нашиот новинарски ангажман. Вториот ден пак, на 22 ноември, проверивме дали градоначалникот и натаму го земаат со службена кола од дома. Така и беше, но сега не со службеното Ауди, туку со еден од автомобилите Fiat Punto во сопственост на општината. Од општината добивме одговор дека во текот на мандатот на градоначалникот Стојковски направена е енормна заштета во непродуктивни трошоци. Децидни сме во ставот дека сите постапки се во согласност со законот, односно согласно сите правила на функционирање на градоначалникот како прв човек на одредена општина, во овој случај општина Ѓорче Петров. 5 декември, вторник, 18 часот. Во седиштето на опозицијската ВМРО ДПМН треба да почне состанок на извршниот комитет. Најголем дел од членовите на ова партиско тело дојдоа со возила што ги паркираа во гаражата Тодор Александров. Меѓу нив беше и овој Пасат во сопственост на општина Охрид. Со него на состанокот дојде градоначалникот Кирил Пецаков. По електронска пошта прашавме зошто Пецаков на партиски состанок дојде со службено возило. Одговорот е дека како градоначалник следниот ден требало да гостува на утринска програма на една од националните телевизии. Во такви случаи, кога има состанок во Скопје многу рано, доаѓал ден порано. Ова патување на градоначалникот е испланирано 10 дена однапред, а партискиот состанок е закажан еден ден пред патувањето, што значи дека неговото патување во Скопје не е наменски за партискиот состанок. И градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков. Добре дојдовте вие. Пецаков на вистина следното утро беше гостин на утринска програма, но останува дилемата дали е етички градоначалник со службено возило ден претходно попатно да се вози до партиската централа. Дуи има долга историја на злоупотреба на државни возила за партиски цели. Во март годинава владеачката партија одржа митинг во спортска сала во скопската населба Чаир. Првиот вице-премиер Артан Груби дојде со службеното возило. Дојдоа уште неколку државни шкоди, а на настанот присуствуваа лидерот Али Ахмети, председателот на собранието Талат Џафери, како и министерот за надворешни Бујар Османи. Образложението од кабинетот на Груби беше дека возачот попатно при враќање од работа го оставил на митинг. Истиот месец Дуј организираше промоција на книга во Скопски хотел. Таму со службени возила дојдоа министерот за образование Јетон Шакири,
струшкиот градоначалник Рамис Мерко, председателот на собранието Талат Џафери, првиот вице-премиер Артан Груби, како и министерот за финансии Фатмир Бесими. Оние што ни одговорија на прашањата, рекоа дека на настанот биле поканети како функционери, а не приватно. Министерот за надворешни работи Бујар Османи претходно беше регистриран од медиумите како во работно време со државна кола беше во штаб на ДУИ за да одржи пресконференција. 28 ноември, ден на албанското знаме. Во филхармонија се одржуваше свеченост под покровителство на лидерот на ДУИ Али Ахмети, а ние бевме на влезот во подземната гаража. Функционерите на владеачката партија не дојдоа со возила, туку пеш. Излегоа од зградата на Министерството за политички систем со кој раководи Артан Груби. Покрај него во групата беа лидерот Ахмети, повеќе други министри и функционери. Таа вечер службени коли не видовме. Има две објаснувања. Или кај функционерите на ДУИ проработело чувството за етичност, или едноставно немале државни коли на располагање. Двете сценарија се еднакво можни, бидејќи следниот ден, 29 ноември, почна самитот на ОПСЕ во Скопје, а за потребите на делегациите кои присуствуваа на самитот, беа повлечени голем дел од репрезентативните државни возила. Пролетоска регистриравме дека градоначалникот на општина Тетово Билјал Касами, кој е и лидер на движењето Беса, се вози во овој црн Мерцедес со скопски таблички. Бидејќи автомобилот не е службен, прашавме чие, на кој начин се користи и како се плаќаат трошоци за негово користење. Од општината тогаш ни одговорија дека Мерцедесот е на движењето Беса, но дека се води на приватно лице бидејќи во тек е процедура за префрлање на сопственоста. Трошоците ни кажаа ги плаќа партијата, освен ако Касами не оди на подолг пат. Касами и натаму се вози во истиот Мерцедес, што сега има други регистарски таблички. Од општина Тетово објаснуваат. Во врска со сопственоста на возилото марка Мерцедес што го користи градоначалникот на општина Тетово Билјал Касами за службени потреби, ви информираме дека истото е во сопственост на движењето Беса. Актуелниот состав на Државната комисија за спречување корупција, чиј мандат е при крај, не користи службени возила. Тројца од членовите што се од други градови, од кои еден од Гостивар, добиваат патни трошоци во висина на автобуска карта. Значи, институцијата нема службени возила и ете функционира. Значи, не е до службеното возило успех за функционирање. Имате институции каде што има теренска работа, каде што природата на работата бара службено возило, во ред. Значи, може во министерствата да има, зависно од природата на работата, да има службени возила, меѓутоа точно да се знае за кои цели и каква ќе биде намената. Треба да се има правилници за користење на тие службени возила, треба да се има патни налози уредно пополнети и да се знае точно од која до која релација се користат возилата, а не се попатно било, па ај се ќе навратиме, па се ќе свратиме. Значи, тоа е веќе изигрување на и онака невоспоставениот саглам систем, ова е уште повеќе користење можност за злоупотреба на службените возила и уште повеќе ја зголемува лошата перцепција кај граѓаните. Председателката Ивановска вели дека е потребно системско решение за да се спречи злоупотреба на службените возила, кое треба да вклучува надзор и контрола. Функционерите за кои досега беше објавено дека злоупотребуваат службени возила за партиски и лични цели, беа опоменати од владата, но продолжуваат по старо. За нив, Ивановска има една народна мудрост. Ти го плукаш, он мисли врне. Тоа се случува за жал кај нас. Ни опомена, ни ништо. Се додека свеста е на толку ниско ниво и ништо не му значи, ниту опоменате, никој не ги почитуваат. Ние сме, како да речам, не знам, мислам, навистина ова крај нема. Смета дека треба да се тргне од мотивот да се биде функционер. Дали е мотивот јавниот интерес на државата и да придонесат нешто за државата или повеќе од аспект на нивниот приватен интерес, па дуре функцијата да си биде семејството обезбедено и со службено возило. Затоа што вие имате именувани лица на функција кои што имаат јавни овластувања и од друга страна службено возило кое што 24/7 го користат не само за службени цели, туку се гледа и фамилии си се возат со нив. Владата има донесено 2 документи со кои се уредува користењето државни возила. Едниот е Кодекс за етичко однесување на членовите на владата и носители на јавни функции, именувани од страна на владата. А вториот е одлука со која се уредува користењето службени возила во сопственост или на користење на државата. Во членот 19 од Кодексот, користењето службени коли е ограничено за службени потреби,
а потенцирано е дека не смеат да се користат за приватни или партиски цели. Во одлуката пак пишува дека користењето службени возила треба да биде одобрено, оправдано, наменско и рационално и во сообразност со визијата, мисијата, целите и делокругот на работата на државниот орган. Во неа пропишани се формулари, како месечен налог за користење службено возило и налог за службено патување што треба редовно да се пополнуваат. Кој го користел возилото, кој го возел, кога, каде, зошто и колку километри се поминати. Иако антикорупцијската комисија одамна излезе со идеја службените возила да се со регистарски таблички во боја, како што се жолти оние на такси возилата, тие се уште се непрепознатливи по улиците. Антикорупцијска направи и објави регистар на службени возила. Во него може да се впише бројот на регистарската табличка и да се провери на чија институција е возилото. Но многу институции не се одзвале на повикот своите возила да ги впишат во овој регистар. За подсетување, поранешната министерка за образование на Естонија, Маилис Репс, во ноември 2020 година поднесе оставка откако медиумите објавија дека нејзиниот возач со службен автомобил и ги носел децата на училиште. Премиерот застана во нејзина одбрана, но ја прифати оставката, а Репс ја призна злоупотребата и им се извини на граѓаните.